во Македонија, која на децата им приде не од еден пионерски аспект, туку од аспект на човекови права или од аспект на права на детето. Го демистифицира нашиот однос кон децата и го сведе на еден пореален пристап. Меѓаш си има зафатено со голема и значајна работа и посакувам да овие проблеми не треба до нивната 30 годишнина, туку да ги разреши побрзо, а да понатаму работи на подобрување на веќе стекнатите човекови права или стекнатите детски права. И кога мислевме дека на војните и кризите им дојде крајот, истото се случи и тука, во Македонија. Ова е Рачиново. И тоа ќе остане наша темна дамка. Во 2001 година Медјаши беше единствената граѓанска организација која во своите простории отвори прифатилиште во кое престојуваа 16 раселени лица, од кои 8 беа деца. Раселените лица дури летото 2006 година си заминаа во нови живеалишта, а во прифатилиштето се родија и 3 бебиња – Александар, Марија и Никола. Големи да растат. Јас сум Билјана Јовановиќ, раселено лице од Рачиново. Ова радост ја чекавме со маш ми 8 години. Сега сме сместени тука во детскава амбасада Медјаши. Месеци и повеќе, скоро 2. Ни се роди ова малечко суштество, кое за нас е голема радост. Куќата во Рачиново ни е разрушена цела. Но децата се само деца и заслужуваат да ги имаат сите оние убави нешта кои природно им следуваат во периодот на детството и младоста. Детската амбасада во тие години на лудило успеа 5 години поред да организира летни кампови за децата од кризните подрачја. Една од најзначајните активности на првата детска амбасада во светот Медјаши е работата со најмладите. Во најрана возраст треба да се сее семето на љубов, толеранција и етичност. Како? Еве вака, со директна работа во детските установи. Силен придонес кон зајакнување на мултиетничкото граѓанско општество и градење меѓусебна доверба даде проектот Акција за граѓанство преку театар, во кој што учествуваа 60 деца. Во рамки на проектот се реализираше представата Мултикулти, која што беше изведена на 3 јазици во 14 градови. Кој вели дека младите не умеат и не сакаат да работат. Само дајте им го светот и четка во рака и ќе го обојат во прекрасните бои на виножитото. Децата и на овој начин ги бараат своите права. Возрастните треба да сватат дека децата се поважни од парите, власта и политиката. Зарем не е срамно и поразително на еден крај од светот да се фрла вишок на храна, а на другиот крај деца да умираат за храна? А кому му смета секој ден од животот да изгледа вака?
Многу бев изненадена со позитивните ефекти што ги постигнавме во нашето училиште. Ми остави впечаток што еднаш разбрав дека учениците организирале некоја тепачка, меѓуетничка во нашето училиште, а со нашите работилници ние сме влијаеле да елиминираме таа организација. Исто така беа организирани и летни кампови и тука исто така почна една дружење што и ден-денеска постои и многу беше важно тоа што сите го прифатија, се чувствува доста вака ангажирани и корисни за општеството, да придонесуваат во општеството. Недела на глобална акција. Секоја година во исто време во целиот свет се одвива оваа активност, чија цел е да вклучи што поголем број на деца, но и уметници, политичари, спортисти и други јавни личности да застанат на страната на децата и да ги поддржат во нивните напори. Образованието, правната и медицинска помош и заштитата од сексуално, психичко и семено насилство да бидат достапни за секое дете. Првата детска амбасада во светот, сиве овие 15 години, дава силна психосоцијална и едукативна поддршка на децата без родители. 4 младинки до својата 26-та година ке живеат во овој стан, целосно опремен од страна на Медјаши. Алармантно зголемениот број на повици на SOS телефонот на детската амбасада зборува дека на овие простори насилството врз децата го има во огромна мера. Случаите како претепаното 3-годишно дете од Чичино село, кое ќе остане со трајни последици, дадоа уште посилен поттик да се стартува со кампањата Стоп на насилството врз децата, со слоганот Дали денес го гушнавте вашето дете? Во Македонија, околу 200.000 возрастни немаат завршено основно училиште, а над 18.000 деца во моментов се исклучени од образовниот систем. Затоа, Медјаши во својата најнова кампања безусловно побара: придружете се, право на образование сега. И се придружија и највисоките институции во државата, кои се обврзаа дека решително ќе се залагаат образованието да биде достапно за секое дете. Нам во Космофон ни причинува огромно задоволство што оваа 2007 година сме бизнис партнери на една ваква организација како што е првата детска амбасада Медјаши. Се надеваме дека заеднички ќе оствариме многу активности кои пред се ќе бидат од корист за децата, за нашата иднина, значи. Тоа веќе го почнавме со денешнава кампања за вклучување на децата на образование. Ние ќе се вклучуваме и во различните кампањи за против насилство против децата, во различните кампањи кои ова амбасада ќе го организира, и се надеваме на тој начин дека како општествено одговорна компанија ќе го дадеме својот придонес во развојот на децата, нивно интегрирање во општеството и развојот на општеството во целост.
Некои бројки говорат сами за себе. За овие 15 години регистрирани се над 16.000 повици на SOS телефонот. Над 1000 волонтери земале учество во активностите. Истите одработиле над 500.000 работни часа. Нивната работа пресметана во пари е над 1 милион евра. Поделени се преку 100 тони хуманитарна помош. Повеќе од 1100 надписи за активностите на амбасадата излезени се во печат. Над 1500 деца ги посетувале бесплатните детски работилници, а повеќе од 500 деца биле опфатени во летните кампови. За овие 15 години поминавме низ многу тешкоти и препреки, предвидливи и непредвидливи ситуации. Размислував и да се откажам, дека не вреди да се посетиш во нешто за што секогаш не добиваш признание и потврда. Но оние на кои им помогнавме и оние кои не окружуваат додека работевме, не охрабруваат да истраеме. Сега знам дека упорноста и посветеноста за оно за што се залагавме сите овие години вредеше. И можам да кажам, и да не постоевме, требаше да не измислев. А кога веќе работиме, постигнуваме резултати, граѓаните не препознаваат, ја потврдуваат нашата работа, треба да продолжиме. По 100 години нема да биде важно колкава беше мојата сметка во банка, каква беше куќата во која што живеев, или каков автомобил возев, но светот ќе биде поинаков, зашто јас бев значаен во животот на едно дете.